8 часот и 8 минути. Еве ги вашите минути. Секој од вас кој што ќе успее да се вклучи на нашата телефонска линија добива по 3 минути. А првата тема за ова утро, како што ви кажав и во најавата, не е баш розова, се однесува на се она што предизвика инфлацијата, немаштијата, сиромаштијата. Таа сиромаштија која сите ние ја чувствуваме, ја живееме, го зголеми бројот на кражби и на ситни лопови кои што веќе изнашле многу софистицирани начини како да обиваат без тоа да биде забележано. Прилогот на Кристина Алексиевска ќе ја најави токму оваа тема. Кратците во Скопје не мируваат, а и се модернизираа во начинот на провалување. Оперираат во станови, куќи, деловни простории. Според раскажување на граѓани, дел од кражбите се случуваат и сред бел ден кога дома нема никој. Одземаат пари, злато и останат вреден накид. Собствениците кога доаѓаат во својот дом, доживуваат шок од гледката на расфрлани работи. Се случува вратата воопшто да не е обиена, туку да е провалено со така наречен специјален клуч Калаус, кој може да отклучи повеќе брави. Кратците се толку внимателни, што зад себе не оставаат никаква трага или отпечаток, освен минималистички символ од неколку цртички, најчесто до влезната врата. На овој начин си кажуваат дали е просторот веќе ограбен, дали има нешто вредно внатре или колку е тешко да се обие. Полицискиот билтен е полн со пријави од граѓани. Од полицијата велат дека бројот на кражби е значително намален во однос на лани, но апелираат граѓаните да бидат крајно внимателни. Ако ги погледнеме статистиките од првите 2 месеци од 2023 година, имаме рапидно намалување на криминалот и особено на делот на тешките кражби. Значи, обавезно да бидат заклучени возилата, становите, куќите, прозорците затворени и самите да пренесено за поголема безбедност. Се разбира, кога ќе се случи ваков настан, доколку нели имаме тешка кражба или некое слично кривично дело, веднаш граѓаните да пријават во најблиската полициска станица. Не само во станови, во полицијата се пријавуваат и кражби во автобус или на автобуска станица. Се крадат и патнички возила кои од немарност само на момент биле оставени отклучени, а кратците не чекаат многу. За дел од случаите, на полицијата и треба и подолго време да ги расчисти. Зависи од случај до случај. Имаме случаи каде што во рок од еден ден се расчистуваат овие кривични дела, но некаде имаме случаи каде што за тоа треба подолг период. Се зависи од случајот, од објектот каде е извршена кражбата, нели од тоа што е украдено. Кражбите во Скопје се проблем со кој граѓаните се соочуваат со години. Граѓаните сведочат за организирани групи кои оперираат низ градот. Жртвите раскажуваат дека во една населба се случувале и по повеќе кражби во краток временски период. Го погледнавме прилогот, време е да ве чуеме и вас и вашите искуства на темата, доколку не де Боже сте ги имале, но во животот доаѓа и вака и онака, секогаш имаме прилика да имаме и убави искуства, но за жал многумина од нас имаат и лоши искуства во нивното секојдневие. Чинам дека го имаме првиот гледач за ова утро, затоа би сакала да му дадеме збор. Повелете. Ало, добро утро. Добро утро. Јас не се согласувам дека со специјален алат крадат. Ја ќе кажам дека со специјален закон крадат. Еве, кај мене има влезено во куќа живеам, мисля дека пари држам, не држам дома пари. Ствари, дека земат, ќе ги купам пак. Законот специјален го возможува тоа. Тој закон, например, го фатиле крадецот и превиненција на невидност прво. Па да, со молчење, не смеат да го испрашаат, тој не смее да одговара со ќутење. Абе, луѓе, закон ќе му ставам главата во менгеме и секоја минутка по еден круг ќе вртам и ќе го прашувам, кажувај, признавај. Кој ќе стани од тука, ќе го направам 30% од можноста на животот негов да е истошен. Па тој ќе пренеси на другите рами што се случува и каков закон има и како да не крадат, да не влагат, да не одат, затоа што не дај Боже да им кажете како падните во ваква ситуација, нема живи да станите. Ќе ги мачам толку, само нема да дозволам да умри.
Закон немаме. Сега, има други кражби со пенкало. И со одлуки има кражби. Власта си кради со одлука, со пенкало. Та невиност. Ќе го судат, па не е вин, па со молчење, па со ќутење. Сега овие два типа што се рами не се толку опасни, ни државните со пенкало, што викам со одлука, нити овие со специјален налог, но го се овие издајници најопасни изнад се, издајниците. Затоа што во државата, тука се крадат, тука, вамо. Што правиме, што ја издават државава, што сега ќе дојдат овие од надвор што не демнат, видите еден збор пендаровски, што кажа, не изгазија. Ами уште овие, ако ги земиме домове да ги прифатиме во уставот, заврши Македонија. Затоа овие издајнициве сега што се на власт, неспособњациве, луѓе станете да станиме да се избришат. Предвремени избори да се очистат и закон цврст. Има закони од некоја држава друга да препишиме. Да не си играме ние овој во парламентот, председателот, ако му одговара нему, за албанците, овој закон може. Ако не му одговара, овој закон не може. Така држава не се прави. Слушај, доста време за другите, има од минутите ушама за денеска толку. Пријатно убав ден. Благодарам многу и убав ден и вам ви посакувам. Добро утро за следниот гледач. Добро утро, среќен ден. Благодарам, среќен ден и вам. Како може да не се краде кога кај нас владата е лоповска влада, а рамиите и они најмногу крадат? И за да не се краде, не само да се зборува, сакаме во Европа, вие закон да го смениме, бугарите да ги ставиме во устав, да одиме во Европа, а не сака да се оде во Европа. Тие во Европа нека го видат законот како е, без разлика колку има стаж вработениот, што не е на работа, дали еден месец леич, од заводот чим се пријавува го плаќат до вработување или до пензионирање и за тоа таму не се краде, току туа се краде, нема од што да живеат. Таму во Европа се оде со 5 години стаж во пензија. Тука треба најмалце 15, ама фирмите му ги уништија, има многу невработени, има многу што имат, што немат и стаж. Од кај ќе соберат стаж, од што ќе живеат, освен од крадење, тоа му останува само таа опција за да крадат и некако да живеат. Значи треба владата првен да не краде, да не го уништуе народот, а не само буџетот го зголемуваат, ама парите изнапанија, потоа потајци била убава, била паметна, па затоа отворила фабрика, а пред тоа, пред да дојдат на власт, не била убава, била грда, па затоа не можела да спечале. Како не им е срам да првен они од нив треба да го чистат тоа ѓубре што крадат, треба они првен самите да се испозатворат, за да не крадат, да не го крадат буџетот, и после вие арамиите ситни, сите еден по еден, не додека не дојде адвокат ќе ќуте, туку ќоте клубав, кога ќе го пуштат од тамо на други арамии, ќе каже, арамиите меѓу себе се знаат, ќе каже како си поминал таму и другите ќе ги страда крадат. Туку нема закон во оваа држава, това не народна влада. Затоа вака се прави, на секој чекор се краде, на секој чекор се пука со пиштоли и пушки се убиват, на секој чекор се осеќа мирис од марихуана, се пуше, се дрогират и тие кога се издрогира, кога нема пари за па да се дрогира, плева секден и ако нема што да открадне, он плева таму, крв се разбива. Затоа треба ваа влада да си замине и друга влада да дојде, па макар и полоша да биде, ама треба да има промени, треба да се смене, а од ваа полоша влада не ми се верува дека ќе има, туку треба што поскоро да има избори и тоа зло да си замине, што го имаме сега со ваа ненародна влада, што само мисле како да краде, да плјачкосуе и за друго ништо не ги интересира. Фала многу, пријатно да имате убав ден. Пријатно, имајте убав ден и вие, ви благодарам за јавувањето. Удавам збори на следниот гледач, повелете. Здраво, Сузана. Здраво, добро утро. Не е проблем законот. Може да се надгради законот. Законот е, по моје мислење, добар. Нема страф од казнивост. А како? Па уништен е судот. Нема нормален суд.
многу пати сум кажал, после дефектната приватизација, финансиски геноцид извршен и тие извршители на финансиски геноцид го уништија судот. Има 20%, посебно во основните судови, перфектни суди, ама тие се 20%. Судот треба да види 100% суд, да суди по право. Слободно судиско убедување значи правото да го примени на тужителот. Кој би тужел ако не е 100% во право? Багабонти би тужеле со лажни сведоци. Значи, кога некој тужи, судот треба да го гледа правото на тужителот по свое убедување и да пресуди. Фактички има директни и индиректни извршители на кражба. Директни се багабонтите, ситните криминалци, а индиректни се власта, значи функционерите, политичарите и најстрашното, злосторничкото здружение на вработени како суди, не велам пак сите, значи тоа е најстрашното. Кога се донеси пресуда контра правото, злосторничкото здружение, тоа е најлоша кражба, најмонструозна кражба, најголемо злосторство. Кога некој си ги побарува своите пари и пресудат контра правото, злостор прават, и му прибаруваат пари да ги плати трошоците за 6 години, рочишта, одржувани, влечење. Па тоа е најмонструозно крадење, злосторство, како да кажем. И така, затоа младите неказнивост има, нема спроведување на право и затоа тие ја мразат државата, не својот народ, додека е ваква монструозна, дефектна, криминална. Сватете нас. Немој да генерализирате, сите се исти, сите сме вакви слабичи, наша влада, не е таа наша влада. На домаќините велам. Таа е влада на полтрони и криминалци и монструозни извршители на криминал, да речем. Тоа е тоа. Поздрав од мене. Поздрав и од мене. Имајте убав ден. Да го чуеме следниот гледач. Повелете. Добар ден, убав ден. Среќен ден. И до телевизијата и гледачите. Благодариме. Повелете. Јас ќе кажам нешто поинаку. Во времето на Енвер Оџа имаше закон. Со која рука си украл, таа му се сече. Се додека не се донесе тој закон. Ајдуци ќе има до безсвест. Овие што крадат се едно влакно од една глава. Тие се ститни. Што правиме со легитимни ајдуци? Крадат легитимно без клучеви. Преку тендери, преку се и се што. И бесконачно ненаситни. Замо, поздрав, значи, уште една ќе кажам. Секоја тема, што ќе се постави? Доаѓа до заклучок дека потребно е промена на владата, за да дојдат до некои си правни разврски решенија, да се смири нешто. Во сите сфери е пропаднато. Значи, во сите сфери нема каде институција функционира. За жал, тоа го трпиме. А овие што се кратциве, тие се... Ја си нели збориме дека сме сиромашни и немаме пари. Од кај ќе краде ако нема пари? Сега некој сачувал нешто, па Боже мој, нека не го чува дома, има банки, имаме трезорчиња, па ќе си стави. Тој ако има толку пари, има пари да плати трезорче. Така да нека си размислат тие што си имаат поише парички, нека си ги обезведат. Поздрав, убав ден. Поздрав и благодарам и вам за јавувањето. Имаме простор само за уште еден гледач. Добро утро. Добро утро. Повелете. Среќен ден нека ви е. Среќен ден е на сите. Нема многу среќа, народот е разочаран и само оде и сам си зборе за себе. О, да. Чиста слика. Ово време, да ви кажам, нема ништо, освен дома со фамилијата да седнеш и друго нема каде веќе. Народот стана од една страна, друг комшија под зрке, друг што прави он, а не гледа у неговата куќа што прават они. Праве што прави комшијата, од некаде има, што има. Народот стана, да ви кажам, за никаде. Прво сакам да кажам,
затворите, збора за затвори. Затворите, како може само албански затвореници да бегат? Тројца веќе за месец и пол избегаат, тројца албанци. Оваа држава, овај премиер, нека се чукне малку у главата, шо мисли, каде ќе оде, ќе излезе ли низ народа некогаш он да се појаве, или само на телевизија ќе кажува, ќе се фале, топка, опојка ли, кошарка и играт. Дали ја читате книгата од Карло Дел Понте, од Жолтата куќа? Главниот кај нашо е вице-премиер за кажете европски прашања. Никој тоа не го подсетува кој вице-премиер и каков имаме ние тука вице-премиер, срамота. И другите, како бе се изроди кај нас е премиери, председатели, се изрод под изрод. Каде е онај од Муртино да дојдеш, он беше толку храбар да го смени името, да ги лиже споменици, да кажам, жахтите, да ги брише, нема фашисти, нема... Како може да биде толку храбар? Па тајка му е таа храброст, да се крие, да ми извине дека подпушула, не смее пред народот да излезе. Храбар бил. И овај другиот богорафилос, богатиме го немаше палто, зимаше Змејковски палто да се облече да излезе на свечност, а сега зима палто, а сега има краде. Дали бугарски пари му помагат, како и на овгај што беше, сега го прецепа. Прво беше патриот, па сега со пари располага Бугарија, го критизират и 500 Јаношо излева. Кои се они тука да располагат? Каде се тие клубови, зашто не ги затворе? Шо чека да премиерот не ги затворе? На нас не требат бугарски клубови. Нашиот вториот ден го затворија в Бугарија. А сега продадени души, продадени, па толку да се продадени и собствениот народ да го продадеш. Работа. Пријатно и фала многу суте. Пријатно ви благодарам за јавувањето. Следат кратките реклами и веднаш потоа вестите во 7 часот и 30 минути. Останете со нас. Многу научни и медицински студии го потврдуваат значењето на омега-3 масните киселини за нашето тело. Тие влијаат на нашето севкупно здравје, го одржуваат нормалното функционирање на организмот и го намалуваат ризикот од заболувањата. Редовното консумирање на овие масни киселини го намалува и ризикот од кардиоваскуларни болести, заболување на црниот дроб, бубрезите, очите и нервниот систем. Освен тоа, тие се корисни и за здравјето на коските, ги намалуваат воспалителните процеси и го јакнат имунитетот. Дневниот внес на омега-3 масните киселини зависи од здравствената состојба, од здравјето и од полот. Ова се трите состојки кои содржат најмногу омега-3 масни киселини. Морската риба и морските плодови. Тие се на прво место на листата. Во нив се наоѓаат активни компоненти на овие масни киселини, кои телото брзо ги апсорбира и носи максимална корист. Најзначајниот дел од омега-3 масните киселини се наоѓа во рибиното масло. Сепак, важно е рибата и плодовите да се квалитетни. Ленено семе. Втор на листата е ленот, кој можете да го додадете во сите видови јадења. Неговото семе и масло се многу корисни за имунолошкиот систем, во борбата против воспаленијата, како и за целокупното здравје. Морски алги. Морските алги се корисна и добра замена за оние кои не јадат риба. Тие помагаат во брзото варење на храната, го чистат телото од токсини и го подобруваат имунитетот, што е особено важно во текот на есенските и зимските денови. Доколку сакате да внесувате повеќе омега-3 масни киселини во текот на денот, ви ги препорачуваме и оревите и чија семето.
Ете го погледавме прилогот кој што верувам дека добро ќе ви дојде за рано наутро да се преслушаме себе си докаде сме со внесот на корисни состојки битни за нашиот организам, а сега е вистинско време да се консултираме со нашите пријатели во Автоботосојузот да видиме каква е состојбата на патиштата и граничните премини и особено последните 2 деноноќија кога имаме екстремно ниски, пониски температури од претходно. На линија го имаме Владан Драговиќ. Добро утро. Добро утро, ви благодарам. Посакувам среќен ден вам и на колегите. Ајде да го чуеме извештајот за денес. Благодарам исто така. Собраќајот на државните патишта утринава се одвива непречено по претежно суви коловози. Интензитетот на сообраќајот на патните правци надвор од градските средини е умерен. На граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Препорачуваме прилагодена брзина на движење, почитување на поставената сообраќајна сигнализација и внимателно управување со возилата, особено на патиштата низ котлините, речните долини и клисурите, каде има можност од појава на одрони. Подсетување до возачите дека законската обврска за поседување на зимска опрема трае до 15.3, односно до утре. За повеќе информации поврзани со состојбата на патиштата можете да не добиете на телефонскиот број 155 55 и за помош на пат на телефонскиот број 196. На сите оние кои што патуваат им посакуваме среќен пат, а вам пријатен работен ден. Благодарам, исто посакувам и возвраќам и јас, вам и на целиот тим. Значи до утре 15 март важат правилата за зимската опрема и за зимските гуми, што значи дека полека, но сигурно навлегуваме во најубавиот период од годината, пролетта, но да видиме дали ќе биде убав и на секој друг план. Инфлацијата дали ќе го изеде најавеното зголемување на минималецот на 20.175 денари, какви се вашите размислувања и искуства на овие тема, ќе чуеме веднаш после прилогот на колегата Борис Груевски. Кои досега земаа минималец од 18.000, од сега ќе добиваат 2.175 денари повеќе, односно платата им се зголемува на 20.175 денари, што е раст од 12,55%. Колку за подсетување, инфлацијата во февруари беше 16,7%, што значи дека и покрај ова зголемување, минималната плата ќе вреди помалку од лани. Ова е методологија за постојан раст на минималната плата, е мотивирана од грижата за нашите граѓани. Никој да не биде запоставен или ставен на неодржлив социјален ризик. Со исплатата на мартовската плата нема да има пониска плата од основна плата од 20.175 денари. Бизнис заедницата вети дека ќе ги почитува законските одредби кои произлегуваат од социјалниот диалог со владата и работниците, но потенцира дека работниците мора да си ја заработат платата. Нашите вработени мора да имаат многу повисоки плати, меѓутоа истите да си ги заслужат, истите да ги сработат, а ние соодветно да ги наградиме. Да имаме попродуктивни работници, да имаме млади луѓе кои ќе бидат задоволни со живењето во оваа држава и да имаме млади луѓе кои ќе сакаат да работат во приватниот сектор. Од Сојузот на синдикати ги повикаа работодавачите да ги усогласат останатите плати со висината на минималната плата за да не дојде до урамноловка. Да најдат цели и начин да ги усогласат платите и на останатите вработени, за да не дојде до една соодветна урамноловка, каде што нема да имаме силно мотивирани работници, туку ќе имаме работници кои ќе се споредуваат едни со други само за тоа колку плата зимаат. Инаку со измените на Законот за минимална плата донесени во март лани, се воспостави нова методологија, што ќе значи постојан раст на минималната плата. Колку за споредба, според последните податоци, најниска минимална плата од 309 евра земаат граѓаните во Бугарија и Албанија, додека највисока минимална плата земаат жителите на Луксембург, која надминува 2000 евра. Ете, додека ние можеме само да сонуваме за плата минимална од 2000 евра и знаете како гладна кокошка просо сонува, вели нашиот народ, мораме да се приземјиме и да се вратиме во реалноста, во нашето секојдневие токму онакво какво што ни е, безнадежно.
и многу разочарувачко и поразително не само за оние кои што земаат минимална плата, туку и за сите останати кои што и се квалификувале, и се едуцирале, и се дошколувале ваму, таму и онаму, но сепак со платата која ја заработуваат во Македонија не можат да преживеат повеќе од 2 седмици. Наред сте вие, почитувани, секој по 3 минути, секому кому што ќе се посреќи ова утро да ни се вклучи, ви давам збор. Добро утро. Ало, добро утро. Добро утро, повелете. Се слушаме? Се слушаме, така е. Вака се. Ке плаче овој заспан македонски народ по Тито и по Југославија, еден ден кој ќе се разбуди во туѓа држава, сиромашен и без никакви права, нема кој да го заштити. Вака се ја го слушам, министерот вика, оваа мерка ќе допринесе сите во државата да не страдаат, како рече, од сиромаштија. Тоа е, како да кажам, најголемата глупавост. Ќе објаснам зошто. Ако се качила најниската плата, нити ќе се зголеми многу стандардот на луѓето, нити па оние што, да кажеме, се пензионери со мали пензии, над 70% зимаат до 15.000. Зошто ги забораваа пензионерите? Да кажеме, зошто не кажат и најниската пензија да биде 20.000? Потоа ги заборави социјалните случаи, невработените, ги заборави старите луѓе кои што немаат пензија, немаат доволно стаж. Каде се тие? Да го прашам ја него. Ве новинарите спијат место да му постават такво конкретно прашање. Значи, решението не е во тоа. Решението е социјални мерки да се донесат, ваучери, најмалку од 100 евра, во оваа економска криза, во оваа голема инфлација, 100 евра за сите луѓе кои што имаат мали пензии, социјалните случаи, невработените и така натака, за да со тие 100 евра може да платат струја, лекови и нешто од основна храна. Тоа што се вика минимум да се направи. Тоа се конкретни мерки, а не оние мерки што ги правеа да ги помагаат средни и мали предпријатија и циркузот со лебо 33 денари, млекото, не знам, ќе го намалеле 5 денари, не знам ова, не знам она, од друга страна се луксузираат. Едноставно, за својот мандат не само што живеат луксузно, си зимаат патни трошоци 1000 евра, па апанази по 1300 евра, а нели пред уставот сите сметнакви. Значи, тоа е чиста демагогија на народот. Сите што биле до сега во власта се богателе за 10 животи со крадени народни пари. Значи, лекот е закон за потекло на имот, конфискација и големи казни за апашите. Во оваа ситуација ние живееме на кредит и треба инвеститори да се донесат од странство. Председателот горе, наместо да иде во странство да... Благодарам, истекоа 3 минути, во право сте, живееме на кредит, умираме на рати. Па дури и умирањето е многу скапа работа, така да гледајте колку можете, истегнете го животот максимално, бидејќи и она што следува после животот е скапо, прескапо, поскапо од животот. Но и тоа е тема која еден ден сигурна сум ќе ја отвориме, да не бидеме од сабајле настроени вака од рано наутро со такви мисли за смртта, да зборуваме за животот, за тоа како да направиме подостоинствен живот за сите нас овде на овие убави македонски простори. Добро утро за следниот гледач. Утро, Сузе. Добро утро. Убав ден. Убав да е. Среќа на сите слушатели, гледачи, да имаат убав ден, убава иднина. Дај Боже. Јас се коментирам прво на првата тема. Јас не ми е јасно како лоповите, крадците, се обавестени дека куќата или станот се празни. Значи, тие организирано крадет, прво врви човек, тропа на вратата и не се јавува никој, тој бележи тој стан или куќа дека нема
тука никој, да слободен пролаз. А то другото е лесно, знаете, да отвори врата, тие се обучени. Сега, од друга страна, еден господин добро кажа, многу ни е мек законот за казни. Значи, ако се фати лопов, да му се пресечи раката со која краде, ушеднаш нема да покуша да кради. Јас толку имам од првата тема. За втората тема да кажам дека види, од една страна добро е нешто што се даде. Меѓутоа недоволно. Зошто верам недоволно? Затоа што не покрива кошничката што одиме на пазар да купиме продукти. Не дај Боже човек да се поболи и банкрот. Банкрот. Пошто нема опција на позитивна листа, мора да и плати на кеш и човекот банкрот. Затоа јас апелирам, може не треба да го кажам ова, младите луѓе, бегајте, спасете се. Овде ќе остане само пензионерите и попот. Фала многу, Господ здрави и убав ден. Успех по работа, све најдобро. Убав ден ви посакувам. Навистина овие последни неколку реченици кои ги кажавте се една болна и сурова вистина за нас. Како што и јас ги гледам нештава, за некоја деценија овде ќе останат само стари изнемоштени лица и како што рековте попот и службите кои што се платени да не испратат сите нас еден ден од овој свет каде сите сме гости. Но вистина животот стана толку тежок за живење што ако вака со вакви трендови продолжат нештата, не знам уште колку пати да се поскапи, да се покачи минималецот, не ни се пишува баш нешто добро доколку не се превземат некои покрупни чекори. Сепак му давам збор на следниот гледач. Добро утро. Едната линија ни е во прекин, но верувам дека другата веќе е во функција. Дали се слушаме? Повелете, во програма сте. Ало. Добро утро, повелете. Добро утро. Видете, ајде вака да разговараме реално. Минималецот е само основица за пресметување на даноци кои треба работодавците да ги плаќаат према завработените, према институциите. Точно е дека одредена групација на граѓани зимаат плата околу минималецот, но точно е дека и полно граѓани зимаат повисоки плати, а доприносите им се плаќаат на минималецот. И тока ја гледам криви, да не кажам, да не реално ставо коментарите дека за минималецот. Дали ќе ја зголеми? Битно е дека се движи нешто. Битно е дека се почитува законска одредба. Почуваме да почитуваме за она што е донесено в закон. Битно е дека совеста на работодавачите полека се разбуди дека доколку не почнат да ги плаќаат вработените, не може да добиваат квалитетна работна сила. И ние можеби ќе имаме уште година, дена, две, три проблем во оваа работа. Можеби затоа што ќе имате работодавачи кои ќе си ги почитуваат работните, да не кажам законите, и кои ќе се грижат за својот бизнис, а ќе имате работодавачи кои едноставно ќе сакаат да заработат на маката на некој друг. Меѓутоа тоа остана прашање да се го решаваат во комората работодавачите сами меѓу себе. Затоа што сватија дека едни од виновниците за одливот и да не кажам миграцијата према запад се парите и работниците. Без плаќање нема да има работници. Но има една друга реалност која ние ќе треба да сватиме граѓаните. Дека и таму на запад не цветаат розите. Дека и таму се покачени животните трошкови. И дека и таму платите се замрзнати, не се покачени. Јас вчера се слушнав со мојот кум кој е во Мелбурн. Дали знаете дека и таму нема она пенкава за боцкање против диабет 2? Или дека се многу скапи? Дали знаете дека и таму цените денеска се разбудувате со една цена, утро се ваѓа друга цена, ама не се покачени платите. Значи, треба реално да ги гледаме состојбите и реално да знаеме што ќе сакаме и како живот ќе сакаме. Знаете, лесно е да кажете таму плаќаат 2000 евра. Ама тешко е да признаете како се живее
и како се заработува и како се живее по четворица во еден стан. Тоа не го кажуваме ние. Ние само ја гледаме платата. Дали овдека ќе се подобри? Очекувам дека ќе се подобри. Влијам на моите деца да не си одат, а знаете зошто влијам? Затоа што ги терам да научат да работат. Дека не може со чекање некој да ви поклони нешто, туку ќе морате да работите и да покажете на собственикот дека знаете да работите и дека сте спретен за да ви ги покачува платите, дека многу полесно се добива покачување на платата кога ќе го убедите газдата дека вие сте работник кој знае да работи, а не само кој одите на работа да земете плата како државна институција. Така. Ви благодарам и вам за јавувањето, 3 минути истекоа. Кога веќе го споменавте Мелбурн, само ќе кажам, бидејќи јас еден прилично добар период престојував пред многу години, околу 6 месеци во Мелбурн, ќе ви кажам само дека просечните примања на луѓето кои што не работат, некои кои знае на какви работни позиции, се помеѓу 4 и 6.000 долари месечно, така да има многу голема разлика и верувам дека и вие да земате 4 до 6.000 долари нема да ви е многу грижа дали денеска лебот има една или друга цена или дали нешто се покачува, а инаку за информација, горивото во моментов во Мелбурн е идентична цена како кај нас во Македонија со нашите скромни 20.000 денари минималец. Замислете каква е тоа голема разлика и парадокс кој го живееме ние овде и сепак живи сме. Еве, преживуваме некако. Му давам збор јас во овој момент и на следниот гледач да искористиме време. Поверете. Добро утро. Добро утро. Убав ден да имате. И вие исто така, благодарам. Поздрав до целокупната емисија на Алфа телевизија, поздрав до вас, позитивните и насмеаните водителки. Благодариме. Така, лака се. Дали растот на малината на зголемување на муктена онако? Да, ќе се зголеми. За 1 кило кашкава или пола кило кашкава, да. Значи, она што кажува дека сега младите ќе ги мотивира, господјата што говореше на телевизија, па вака ќе направим. Ајде таа нека ја даде нивната плата на младите, а она нека земава минимална плата. Па да видиме какво е. Лесно се каже Мелбурн, вамо, тамо, лесно се каже кои имаат по 4.000, значи пази, тамо е минимален 2.000 евра. А не е овде 2.000, а не е овде 18 или 20.000 денари. Значи лесно се каже човек кој има 50.000 пензија или плата, лесно се каже овој вако, овој така. Значи не. Значи треба, например, да овдека да се има, значи барем 1.000 евра плата. Значи лесно е кога има, ја прата, кога идам до продавница да купам, не можам со 18-20 да купам се што треба. А со 50.000 можам. Можам со 50.000. Значи друго е Запад, да не го менјаме Запад за Македонија. Значи еве, нека ни ги дадат нивните плати, а ние нив ќе им ги дадеме. Како што беше едно како што беше едно време во Бугарија. Сега ќе ја спомнам Бугарија. Значи тогаш примаше работникот поголема плата од тој што беше на функција. Поголема плата взимаше. Нормално. Кај сме денеска ние? Каде? На просачки стап? Еве ти колку куче ќе ти фрли 2.000, оди па живеј. Значи со тие 2.000 која рековте кошницата, можеме само да земеме пола кило или кило кашкава. Повише не можеме. Зашто млечните производи отидоа во воздух. Во воздух отидоа. Значи, не е законски тоа. Значи, колку куче ни фрлаат парче леп, колку да преживееме и да ќутиме. Газдиве, ќе видите дека трукше ќе се однесуваат сега со намалување работници, да им дојде исто. Благодарам многу пријатно. И благодарам јас многу за вашето јавување. Некоја минутка до 8 часот му давам збори на следниот гледач. Повелете. Здраво, здраво. Добро утро. Добро утро. Да ти кажам искрено, воопшто не се радувам на овакви минималци. Ова е трагедија за луѓето. Овие вакви примања што ќе ги добијат луѓето е само понижување и оценување на интелигенцијата, да, интелигенцијата на луѓето, да. Интелигенција, да. Значи, нели им беше срам, вчера го гледам представник на синдикатот. Па
Иди бе поплице некаде, скрисе некоја дупка таму, на гушес некој дупката, скрисе таму. Не се појавува бе. Не се појавува да палиш ништо што не е за палење. Представувал тој синдикат, застапувал работнички права, човечки права. Тој застапува ништо. Тој само гледа за себе, ништо повеќе. И че најче многу го напаѓа затоа што тој е представник на овие луѓе што ќе земат овие никакви примања, што ќе се борат од ден за ден, преживеат, што се заглавени у дугови, луѓите некои оние брзи киш пари, како ги вика, продавници на пари, што ќе просто воочена ситуација, влего и у таква авантура, па после се чуди што го наснат. После живее како оние на времето Словените што идат на сламка ја прошла Днепар, Дунав тука прошла и дошла овдека, значи преку сламка диши, преку сламка јаде, све. Значи, ако речам срам да е на владата, тоа значи јас тоа да ги палам. Значи, нема да потребам погрдан збор, затоа што многу насене за нив да го потребам и ќе си пречита. Ali si знаат они ја што им мислам на нив. Значи, толку значи, устапување на народот, тоа е неверојатно. Притага зарите за само нека представничка бизнисменица. Кои сте вие бизнисмени, ве чекате струја субвенционирана, чекате све државата да ви даде, па тие ја како бизнисмени секаде ги има. Тоа не се бизнисмени, тоа се спонзорирани луѓе од власта, која владеја со државата. А што се однесе, имаше околу криминали некои се дешавале често, така првата тема беше. Кражби, побивања на станови, да. Све зачестени ќе бидат со вакви минимални растови на плати. Значи, лично ја ти кажам, с краја било да ми запркнат со пензијата, нешто, ја влегувам у криминал, ти давам гаранција дека ќе ме пишеш во вестници, ќе видиш кој сум. Ако не сте роден за криминалец, не верувам дека допрва ќе го правите тоа. Криминалец, верујте ме, стомакот ќе ме натера, мешата ќе ме натера, маката ќе ме натера да бидам криминалец. Тешка тема, да. Тешка тема. Ајде, господи, да не снимам време, биде поздравена пријатно. Благодарам, поздрав и од мене, многу убав ден да имате. Да го чуеме сега и следниот гледач, повелете. Добро утро, Сузе. Поздрав до Арпа. За среќа добив 2 недели се мачев никако да не И ете, конечно си се слушнавме. Дали стругав е Богу и за леѓа, не уклучуват, не знам. Не е до тоа сигурно. Сакам да поздравам и да мислам нешто и да зборуваме нешто позитивно. Негативно носи и да секого, значи за човекот, за здравјето не е важно. Ама, ќе ги земаш работиве. Колку да сакаш позитивно, ама нема ништо позитивно. Ништо нема, разосарувачки. Кога погледав кога играе кошарка топка, од тога веќе просто разочарана. Значи, ова страм што се прави во наша држава, и што се зборуват, и што мислят, не може. Потите се големи, пензионерите плаќаме лекарства скапи, тоа е страм, господо. Теа нешто ќе дајат можда, али не покират, дупло се скапени работено. И не зна како народот ќе иде. Друго, што викаме за младите да бегаат. Жално е да му речи да бегат. Зашто тој да стапли на здраве нозе кој ќе појд во странство, ќе си плачит мајкино млеко и али да гледа државата, да луѓето да си одат на пенсија кој ќе наполне години, пензионер да не сме наравно да работа, да гледаат кој е професионален за работа, не само било кој на нека полнет канцелари со пријателски, партиски, ова не оди на арно, тоа да му е јасно на луѓето. Ако велят нека бегаат децата, нека бегаат, кој не е странство за почеток, така мисли, ali секој почеток е ранлив, тажен и жалосен и тежок. Ова треба да го научат. Да почне држава да е средред, не е само кради, граби и запослувај се по
родбински, политички, писмено, неписмено, не вела ја дека сите се мачат да се писмени, али има тото, а не по 7 души 8 по канцеларине. Тоа е десено за канцеларија, 7-8 души, ќе работаат тие луѓе. Само поални канцелари, страмно е суде, страмно, жално, ова златна држава е прокоцкавнена сега, последниве години. Ја можел само да рече, ако нека веле бегалес, не бегалес, Груевски, која беше, вистина бевне. Ви благодарам многу и вам за јавувањето. Многу се сложувам, во голем дел се сложувам со вашето излагање, но еве, ајде да не го трошам вашето време, давам збори на следниот гледач. Повелете. Благодарам. Добро утро. Добро утро. Како сте? Па се трудам да бидам добро секогаш. Така треба. И да не сме добро, викаме добро. Мораме да кренеме главата горе и да бараме решенија, бидејќи животот ни е подарок кој вреди да го живееме максимално секој ден, така? И краток е животот, треба да се преживее. Така е. И за да се кука. Да. Многу се жалат граѓаниве за платава мала им биле. Па што правиме ми ако даваме толку пари, камо за нас? Зашто се борят му револуции? Еве, како ќе купуеме деловни простори, како ќе правиме автопат, па треба ли да останат едно 100-200 милиона евра за нас? Ветерници правиме, фотоволтаици, еве, градиме, финансираме, треба некој милионче устранство да се однесе. Мислато ни така е. Еве, ви, дајте 1000 евра. Ние, од што ќе живееме после? Ние не работиме за плата, платата не е за семки. Ние веаме да се збогатиме, кој ќе мисли за граѓаниве? Дај им таму некој единаче, едно лижавче, нека го лижат кој ќе снема, па ќе им купиме лижавче и така мандатот да пројде, да се обезбедиме. Ние ако дахаме така пари за социјалци, за невработени, не знам зова, што ќе остане за нас? Камо пари? Немојте да се жалите, достави се 2000 динари. Ај, до година заве пауше 500 динара ќе ви дадеме и полека, за едно 50 години ќе добиеме некој стандард, ќе видиме, ма може ќе влеземе у Европа за едно 20 години, 30. Па ќе се зголеми минималецот на 40.000. Сакаат она наеднаш, не може наеднаш. Ебе да се обезбеди живот, после кај ќе ме вработат мене? Утре ќе речат овој вако бил, крадел, не крадел, мора да обезбедам некој милионче, 100. Биди поздравена, Сузе, и убав ден да имаш. Возвраќам на поздравот, убав ден да си имате и вие. Така че има и следниот гледач. Добро утро. Добро утро. Во секој случај потребни се покачувањата на личните примања, меѓутоа она што не се движи во држава веќе скоро 7 години, тоа е економијата. Ако до 2016 година она економија која што беше развојна, кога бевме лидер во регионот по странски инвестиции и капитални инвестиции, ние сега 7 години стагнираме. Може слободно да се каже, алалда му е на Груевски, затоа што од 2016 година тој изгради економија која што и ден денес ја држи државава во живот. Во 6 години ние имаме само 3 ново отворени фабрики. 6 години. Ама се вадеа, името било проблем да сме влезеле во НАТО, па ќе дошли инвестиции, па после, не знам, корона било овона. Па, баш во тие 4 години почетни од владењето на актуелниве, кога се вадеа тие на името и потоа и на корона, Србија броеше милиарди од домашни инвестиции. Уствари странски инвестиции, но и домашни, дали завршија автопат изградија. Значи, овие сега во 6 години не успеа 55 километри автопат да го завршат кон Охрид, а најавуваат 110 километри нови патишта. Прво, ако можеа веќе да градат, зашто не го завршија прво автопатот кој што е почнат? А од друга страна, кој ќе работи сега на тие 110 километри патишта? Значи, додека беше Груевски на власт, имаше луѓе во државава, значи од сите градишта имаше луѓе кои што работеа на Миладиновски Штип, на Деметкапија Смоквица, на Кичево Охрид.
сега кој ќе работи. Значи сите тие луѓе заминава странство. Претежно младата популација. И сега може би ќе рече добро, ќе увеземе ние преку Отворен Балкан. Меѓутоа тоа не е успешна политика. Зошто? Затоа што оној што ќе дојде преку Отворен Балкан доаѓа сам, работи тука, парите ги носи кај своето семејство во друга држава. Значи ти не зголемуваш потрошувачка. Не стимулираш потрошувачка на тој начин. Додека за времето на Груевски домашни работници работеа, што тоа се стимулираше потрошувачка. Ако стимулираш потрошувачка, значи тоа е трговијата, живее, нели, се градеше тогаш и Скопје 2014, значи градежната оператива влече многу гранки позади себе. Значи многу луѓе живеа од тие проекти. Сега ние сме 6 години и фазла во стагнација, тоа многу скапо ќе не кошта. И дури се плашам да не дојде еден ден од ова што се задолжуваме секојдневно, нели, обврзница, ова, она, кредит од ММФ, кредит од Светска банка, не знам каде, да не испадне на крај да мора да ја продадеме држава како територија, затоа што не ќе можеме на друг начин да се раздолжиме. Потонавме, буквално, меѓутоа народов не знам што си мисли, може се радува новие пари, си вика, супер, да дојде сега избори, ќе гласаме повторно за Таче, ја покачи минималната плата, без да погледнат што се случува во позадина. Така, ви благодарам за јавувањето, истекоа 3 минути, ајде да слушнеме уште еден гледач, повелете. Добро утро, Македонија, добро утро, Сузана Турунџиева. Добро утро, Тале. Спомнавте високи плати во Австралија, 4-5 илјади долари, така? Така. Веројатно тие им се оти плачат по Тито по Југославија. Значи тие во Австралија секојдневно, деноноќно, 30-40 години плачат по Тито по Југославија и заради тоа дека плачат, значи секојдневно ништо не работат и има 4-5 илјади долари плата. Па глупи се тие во Австралија. Не плача како нас по Тито по Југославија и да има 4-5 илјади долари плата. Бе колку глуп народ не знам, а ме плачи по Тито по Југославија секој ден. Да дај Боже да имаме како тогаш 2000% инфлација, тепачки за литар млеко, тепачки за масло, за шејкер, за кутија билјена прашак, немаше кутија билјена прашак да си спериме. Се тепавме. Имаше еден тука кај мене, наворош еден продавач, ја фати жена, значи во Титово време, ја фати жена закоса, јакна од земја, оти земала од тие производени што ги немавме, а после тој стана газда, приватник, нели, значи стана приватник, јас со него многу често се карав. Тој, значи, до вчерашен единствен продавач во Насов во Варош, нели, стана приватник, газда капиталиста, газда капиталиста, ние бранеше се уште Југославија Тито, која ја ограби тој и тие како него. И својата вработена, значи, имаше вработено една жена, без огрев на минус 20 држеше, жената сега може некаде 20 години страда од вај оби, ја болат колкови колена, ја болат од 20 движи. Оти работеше во продавница без огрев скоро на минус 20. Таков тој беше Титов комуниста, суров, дори беше, нели, во Центропромет продавач, закоса ги ваќаше 8 јакаше продавачките, значи кога беше во социјалистичко Центропромет, а после кога стана, нели, газда, кога нас беше многу културен. Повелете, пријатно, благодариме, како газда, нели, капиталиста. А ем газда суров, феудалец кон вработените кај него, беше, нели, плачко по социјализму. Такви се тие дворични Титови комуњари што се на власт сега. Луѓе, на власт ви е Титовата СДС. Шо? Чудни ми се овие, еден преска вика кратки издајници, не предавници, издајници. Абе, твоите Титови се на власт. СДС, со која ти беше во шарена револуција, да го турнат Груевски кој беше советник на српска влада. И Србија се воздигна од кој беше Груевски советник на српска влада. А вие го избркавте Груевски сега, фабриките само во Србија. Што кажа Вучич пред 3 години, 280 нови фабрики влегоја во Србија. Тале, ви благодарам, истекоа 3 минути, вие сте секогаш со нас и веројатно ќе има и следна прилика кога ќе се доискажете. Мене од режија ми јавуваат дека во соседното гостинско студио веќе пристигна мојата драга колешка Искра, која што едва и чека да ни каже што следува после мене.
Денес мора да признам едва и чекам, затоа што иако никого не го интересира, јас си кажам, се наспав. Дури до 6 часот спиев. Добро утро, Сузе, добро утро до сите гледачи и секако до Тале, добро утро. Јас само накусо да ги најавам гостите кои што денес ќе ни дојдат овде во студиото. Првиот гостин е Асан Даутовиќ, кој што е долгогодишен угостител. Кога велам долгогодишен, зборувам за сериозен стаж од 25 години. Освен тоа, тој е интернационален судија за гостителство, а и менаџер на едни од најпознатите ресторани кај нас, Аликас и Лав. Овде ќе биде со цел да ни најави еден многу интересен и значаен настан, кој што ќе се одржи во нивните простори на 24 март. Освен Асан, овде во студиото ќе ни дојде и докторка од Неуромедика, овој пат тоа е доктор Натеша Доргут Трајковска, стоматолог. Ќе зборуваме за стоматолошките интервенции под општа анестезија. Во кои случаи тие се применуваат и секако како трае целата таа постапка и за кои пациенти е наменета. Ова само накусо, Сузе, затоа што знам дека веќе други гледачи чекаат на линија. Ти благодарам многу, посебно сум сигурна дека последниот дел кога ќе ни дојде гостинката од Неуромедика, која е стоматолог, особено ќе ги заинтересира гледачите, бидејќи нашата публика е претежно во второто полувреме на животот, а во второто полувреме на животот па и најмногу некако ни страдаат забите и чинам дека секоја информација поврзана со стоматологијата и со сите новитети ќе ви биде добре дојдена. Ете, Искра веќе се подготвува за гостите и за се она што следува, а ние според нашето сценарио имаме простор само за уште еден гледач. Добро утро. Добро. Повелете. Малку слушам објективности. Слушајќи ги гледачите, слушам партиски борци, а не борци за Македонија. Тоа е основниот проблем. Зошто ја губиме Македонија? А каде е арниот? Арните. Изгледа ги немаме. Никој не се нафаќа да ги справиме работите. Убото не дојѓа само. И лајцата да ја кренеш потребно е труд. Но и тој труд го изгубивме. Вистинскиот труд преку творење да имаме, а не преку готованство, крадење. Не ми се бендисуваат барајнава. Само бараме, а љубов не даваме. Не ми се бендисува советот од возрастниот. Бегајте, млади. Наместо да ги посоветува, останете, изборете се за уба Македонија, за убото човечкото, за убо на сите да ни е. Благодарам. Ви благодарам многу и за вашето јавување. Сосема кратко, ајде да вклучиме една минутка, можеме уште еден гледач, доколку имаме на линија, немаме сепак. Значи, јас тука некаде ќе ви се заблагодарам за вниманието. Продолжува Искра со останатите содржини. Претходно да ви кажам дека денеска имаме време со температури до 18 степен. Подгответе се да го искористите овај убав и сончев ден максимално. Со ќе има слаб до умерен ветер, а наместа дожд по Вардарието и повремено засилен ветер од јужен правец, а во Скопје ќе имаме сончево време, кое што се разбира ќе има температура до 16 степени, а некаде во текот на денот можеби и до 18. Знам дека пролета е време на кое сите најмногу му се радуваме и време кое што ни дава некако можност да се рестартираме, да се ревитализираме и да ја надокнадиме целата изгубена енергија во текот на зимските денови. Следува прилогот кој што го подготви колешката Бела, а деновиве таа разговараше со една позната уметница, Касиопеја Наумовска, која што одбележа 3 децении творештво и по тој повод ќе погледнеме во разговорот што се прават уметниците за да останат во добра кондиција.
се прашувам какво е чувството на одбележување јубилеј од 10, 20, а замислете 30 години творештво. Плодното тридецениско творење, создавање на уметнички дела кои што го одземаат здивот на уметницата Касиопеја Наумовска, ќе биде кронисано со самостојна изложба 30 години творештво овде во просториите на Кинотека на Македонија. По тој повод сме овде, токму заедно со уметницата и ќе ви ги доближиме и ќе ве инспирираме да дојдете и да ја посетите. Ви благодарам што ја прифативте поканата и што сте дел од Добро утро секој утро. Благодарам на поканата, задоволство ми е пред се на вакви ентузијасти како вас, водители, млади, кои што имаат сепак се уште чувство за да представат и нешто што е од сосема поинаква област, а најчесто и најтешка област од уметност. Виднаш ќе го прашам, какво е чувството да се одбележуваат 30 години творештво? Како бројка тешко звучи, крупно звучи, но сепак ова не е работа која што сум одлучила да ја направам во еден секунд. Тоа сепак се години и години творештво. Убави се јубилеите лични, ако веќе ги заокружуваме. Настанот како настан ми е драг затоа што е посветен само на моите пријатели кои што секогаш безрезервно ме поддржуваат токму во тоа што го работам. Што е она што ќе може да се погледнат, да го погледнат посетителите? Дали се работи за нови слики или можеби ќе се навратиме на вашите почетоци? Бројки ги делата кои што се изложени овде, не сакајќи нели, за да се направи и една логика на нештата како ќе бидат поставени, стигнав до 42 дела, од кои што 30 се нови, изработени во последниве 2-3 години. Другото е пресек на нешто што сум го работила во минатото. Намерно ги оставив по новите дела, бидејќи остаратите веќе биле неколку пати покажани, не само во Скопје, надвор од Македонија, низ градовите во Македонија, и тие си го одживеале и си го одиграле својот пат, а ова е еден вид како на заокружување, ете, до каде сум стигнала и каде продолжувам понатак. Да, споменавте убаво, на над 30 самостојни изложби, преку 120 групни изложби, вашите дела навистина имаат отпадувано надвор од границите, го прошетале ширум светот. Ако треба да одвоите, на што сте најповеќе горди, односно што би издвоиле како најдобро во вашето творештво? Како најдобро не би можела еден настан да одвојам, но како најзначаен би го одвоила настанот на покана од Македонската филхармонија во организација на еден настан кој што се случуваше летно време и се викаше "Види музика, слушни слика, доби книга". Добив покана да учествувам, да сликам на еден ликовен перформанс, фактички двајца уметници секоја година тоа го создава, со музика пропратена од Македонска филхармонија со сериозни диригенти, солисти. За мене зошто најзначен, бидејќи тогаш беше ризично да учествувам воопшто и самото платно, кој што е 10 метра големо платно, само да го поминеш со една боја е тешка физичка работа. Јас бев во почетоците на мојата бременост и не требаше толку да се изложувам на таков напор, но со задоволство прифатив како еден настан што ќе си го споделам на тогаш неродените деца. Вечерта како се кроисало, освен со прекрасната музика и солистите оперски наши, што заврши во Систина болница, каде што прв пат ги слушнав и очекувањата на срцињата на моите деца. Ете тоа така ми е едно како поразличен настан од останатите. Смеам ли да ве прашам од каде поривот да се насочите токму кон сликарството и кога дознавте, кога разбравте дека токму уметничката четка е вашата најдобра пријателка? За среќа во семејството имам многу уметници, но и поддршката уште кога сум учела во основно образование, од тогашниот наставник по ликовно, покажа интерес дека имам афинитет кон ликовната уметност. Се обидуваше на сите можни начини, каде што беа во можност да се организираат нели тие ликовни конкурси да учествувам и неминовно беше понатака нели да си го пронајдам тој пат. Не ни размислував како алтернатива, освен музика, бидејќи истовремено колку што имам желба за ликовната уметност, музиката останала во, ете да кажем, нереализирана, неостварено нешто за мене. Каква е идејата за мислата, односно дали веќе се знае иднината на оваа изложба? Има ли цел да патува низ Македонија или можеби надвор од границите?
За сега останува само тука, без разлика што на моje задоволство по лична покана од нашата македонската амбасада во Вена, добив покана за учество во самата амбасада. Тоа е просториите кои што ги користат, работни простори фактички во амбасадата, но многу често ги користат во областа на таа културна дипломатија што се нарекува, каде што неретко гости се наши ликовни автори. Дел од сликите се разбира само може би во малиот формат или во зависност како ќе се направи концептот, сакала да ги покажам и таму. Но генерално остана идејата да бидат прикажани само овде во Скопје во просториите на Киновека. Во чест на вашата изложба добивте прекрасни коментари, ќе речам. Ќе ми дозволите да цитирам дел од тие прекрасни коментари кои што навистина мене ме воодушевија. Отец Пимен за вашата изложба поточно за вас вели: ако човек стори ниет да прогугла нешто за едно чудо и чудно и несекојдневно име како Касиопеја на кирилица, ќе се појават информации за едно далечно и сјајно созвездие кое го краси небесниот свод и за една наша сјајна уметница со тоа име, чии што слики красат зидови по изложби, галерии и приватни домови на колекционери и љубители на убавата уметност. И ќе рече човек: види случајност, а јас ќе речам случајности не постојат. И ќе додадам, тоа уште старите римјани го знаеле велејки: Nomen est omen. Името е знак. Да го прокоментираме малку, отец Пимен. Пред се, отец Пимен, јас го доживувам како личен другар. На задоволство мое, бидејќи многу голем љубител на уметноста, се бави со уметност, неговата поранешна желба била можеби таму да продолжи животниот пат и тек, но настаните продолжиле во друга насока. Го почитувам како личност, го почитувам како интелект. Чести ни се разговорите од областа на уметноста и останати теми се разбира. Музика, тука да не ја прескокнам. Задоволство ми е дека ми прифати, јас си прашав сега со пријателите, може да си поставиш прашање дали би напишал нешто во врска со изложбата. Сме го правеле овој муабет можеби многу поодамна, но еве сега се отвори прилика токму да се случи и вакво нешто. На лично мое големо задоволство. Уште еден ваш долгогодишен пријател напиша прекрасни зборови, доктор Васко Шутаров, ќе рече: можеш да гледаш во некоја слика цела недела и потоа никогаш да не помислиш на неа. Можеш и само за миг да погледнеш во некоја слика и потоа цел живот да мислиш на неа. Уметноста е линијата околу твоите мисли. Секој дете е уметник. Проблемот е само дали ќе остане уметник кога ќе порасне. Тоа може би најдобрата дефиниција, да го зачуваш детето во себе, да продолжиш да играш, бидејќи преку играта најмногу и се збогатува имагинацијата. Без имагинација не постои ни творештво. Инаку доктор Васко Шутаров не е прв пат да напишал текст за моја изложба. Со него си имаме запознато во нашиот културно-информативен центар во Софија, каде што имав своја самостојна изложба, додека тој беше таму директор на тој центар. Меѓутоа, тој ги познава моите слики од предходно и беше неминовно некако да си ја продолжиме таа дружба која што до ден денес трае, на заедничко задоволство се разбира. И во право е, мислам, тоа што го кажува, не можам да променам ништо друго, дури и тие едни пораки што ги напишал, универзални пораки во врска со уметноста, многу оставаат еден поразличен впечаток за што станува всушност збор. Нека уметноста е таа што треба да се гледа, уметникот тој што треба да се скрие. Така. А кога сме веќе кај тоа, дали уметникот и кога ќе порасне, нели секој дете е уметник, вели тој, дали кога ќе порасне ќе го задржи тој уметник во себе, кога сме веќе кај децата и учениците, вие сте и наставник по ликовно, ќе откриам за гледачите дека сте и моја наставничка од основното образование. Дали се уште ликовно како предмет е на маргините во образовниот систем? На маргините. Тоа се предмети кои што најчесто не им се обрнувало многу внимание, а се задолжителни предмети. Во останатите земји низ Европа, зборувам предмети, тука станува збор за музичко, ликовно, физичко, во останатите земји тие предмети се како основа на создавање на имагинација, креативност, култура на живење и се останато. Овде не се само маргинализирани, туку се сведени на минимум часови, поготово музичко и ликовно,
Затоа сме ние тука, нели, за да може да се изведе тој некој максимум и да се наведат децата кои што имаат желба да го продолжат тој пат. И за самиот крај, што е она што си го посакувате за следните 30 години творештво? Не можам толку далеко да гледам. Би сакала малку пократки планови да правам, зашто се поостварливи. Не дека немам фантазија, далеко од тоа. Убаво е да се фантазира, бесплатно е да се фантазира пред се, но ги гледам работите да бидат побрзо да се случат. По карактер не дека само што сум нестрплива, туку сакам веднаш да ги видам резултати. Што значи за 30 години не знам како би било, голема бројка ми се гледа, но за 10 барем имам некаков конкретен план, се разбира да продолжам да работам, да ме служи здравието, да си ги раставам на правилен пат и начин децата и сосема доволна е сега тоа. Ви благодарам многу. Благодарам уште еднаш на поканата. Ни пристигна нашиот гостин, тој е Асан Даутовиќ, веќе ви го најавив, долгогодишен угостител и менаџер на Аликас. Добро утро. Аликас и Лав, едни од најпознатите ресторани. Асан, добро утро. Добро утро. Ке започнеме од ова што реков, долгогодишен угостител, сериозно долгогодишен, 25 години веќе во угостителството. Така е, веќе бидна 25 години од самиот почеток, значи со работата во делот на гастрономијата, во делот на угостителството. Моментално сум во работен однос во рестораните Аликас и во ресторанот Лав. Тука сме комши, се дружиме доста време и се надевам дека сите гости што ни доаѓаат дека се задоволни со нашата работа што веќе работиме долги години, со Аликас кој што постои веќе 8 години и Лав кој што е еден нов член на новото на семејството, со постоење од 1,5 година. Едно посебно катче, така јас би го нарекла, нели? Баш така би рекли, имаме некоја посебна енергија и самото место и самите луѓе што сме вработените, значи, па како и самите сопственици на двата ресторана, сите млади со млад дух, со многу ентузијазам работа, значи, во понатонемешната работа на самите два ресторана. Едниот ресторан е ресторанот за свадби Аликас, кој што веќе постои 8 години, со капацитет од 400 луѓе, кој што има две тераси со отворено на отворено, баш под отворено недбо организираме настани. Едната тераса е со 200 седички места, другата е со 150. И малиот ресторан, новиот член, како што рековме, Лав, тоа е со капацитет од 120 седички места. Се трудиме да направиме некои измени во начинот на работата на рестораните, нели? Кога ќе се каже ресторан за свадби, не мора да значи дека само е за свадби. Тука се прават и конференции, се прават настани, се прават убави као сајами, како изложби. Благодарение на тоа што го имаме самиот простор, па можеме да сработиме како што треба. Лесно адаптибилен е за разни настани. Токму така. Сега почнавме да работиме и со најновиот производ, наше готвеното јадење кој што го правиме за фирми поголеми, кој што има доста вработени, секогаш е свежо, секогаш гледаме да биде различно, да биде како што треба. За тоа сме и ние сведоци и можеме само да го потврдиме тоа. Како долгогодишен угостител, самиот знаеш дека
Покај тоа што квалитетот е многу важен за гостите, мора постојано некои новинки да се внесуваат. Една од новинките е настанот, за кој што денес ќе зборуваме, главниот повод заради кој што си тука. Така, настанот го планираме веќе со господинот Филип Митревски, веќе неколку години, можам да кажам скоро 3 или 4, бидејќи еден од најголемите настани во Македонија што ќе се случува. Тоа е вечера која што се работи за 50 на луѓе, нема да имаме ништо повеќе, бидејќи ќе се работи на еден fine dining начин на служење и спремање на храната. Fine dining значи едно нежно, ново, можам да кажам фино послужување, ако го преведеме во буквално смисла на зборот. Се работи за 12 корса, тоа се следови или 12 различни јадења, направени, подготвени на повеќе различни начини на подготовка на храната, меѓу која е и молекуларната гастрономија, која се занимава со биохемиските и физичките способности на самиот производ. Стоп, тука сега мора, значи, нешто покомпликувано, јасно ти е дека мора да подобјасниш. Така е. Прво молекуларна, така? Да, молекуларната гастрономија. Каква е таа? Таа се работи, значи, се занимава со биохемиските и физичките хемиски процеси, вклучување на подготовка и конзумирање на храната и пијалоците. Тоа значи да се смени структурата на самиот производ. Еве ќе земам еден многу прост пример. На менито ќе имаме една шопска салата која што доматот ќе биде направено како течност, краставицата ќе биде во форма на сладолед, сирењето ќе биде во форма на самото на пена и така. Сега во моментов Да, ова вчера го посетивме, да им кажам, на гледачите Аликас и меѓу фотографиите што ни ги покажа Асан, ова ми фати око и го замолив, потоа Асан му се јави на Филип за убаво да ни објасни за што станува збор. Вака, сега за ова јадење што го гледаме моментално на екраните е салата од октопод, која што е поставена подлога од авокадо крема, прашина од копар, перли од лимета, чипс од грашок и ливчиња, значи од зеленчук, од мали, значи семиња. Значи требаше да прашам што нема. Што нема? Што нема. Да, и сето тоа вака убаво се сервирано. Се вака, Филип е еден од, он е македонец всушност, од Куманово по потекло, веќе 10 години работи во Германија и е меѓу 20 топ 20 готвачи во Европа, кој што работи на многу модерен начин, на многу поразличен начин. Исто така он е и доста добар, можам да кажам, фуд десинџер на македонски, нели? Ова се се негови, значи, работи, кои што он ги работи. Еве во моментов овде како што можам да видаме татар бифтекот со некои негови што ги прави како лепчиња, како семиња, како производи кои што он лично, значи самиот ги измислува, можам да кажам. Не ги нема, значи може да не биде повторување. Ќе имаме таа чест што на 24-ти он ќе биде тука и ќе готви во нашиот ресторан. Исто така тука ќе бидат и приклучени и 6 помали винарии, семејни винарии од Македонија, вклучувајќи и една винарија од поголемите, значи во Македонија. Направивме еден микс со доста богата програма, музичка, културно, се почнува со виолини, па имаме група, па имаме нови пејачи, кои што не се, да не ги навредиме или да не направиме некоја лошо искажана мисла, значи, луѓе со навистина да таа вечер се почувствуваат малку поразлично, малку да бидат на малку повисоко ниво и буквално да уживаат во вечерта што ќе ја пружиме. Два моменти се за прв пат кај нас. Прво, на некој начин рушите рекорд, затоа што досега во Македонија се имаат направено вакви вечери за максимум 7 до 7, значи корсови или следови или јадења. А сега ќе ние биде денеска ќе на 24 ќе имаме 12 плюс уште едно изненадување, тоа ќе го оставиме. Добро, и другиот момент што е за прв пат, иако рековме дека Филип е од Македонија, сепак за прв пат професионално ќе
Токму така, Не можам да кажам гостува, што ќе прави професионално ќе готви. Значи ќе да. готви. Он прв пат се појавува во Македонија како готвач. Предходно има работено во неговиот ресторан во Куманово, семеен ресторан. Помално тука бил значи веќе на почетилците на самата кариера. Сега е веќе отиден многу подалеку и има работено за многу познати германски списанија, кај што ги декорирал јадењата, кај што има декорации, значи кои што се појавуваат со неговата фотографија и неговото јадење. И она што е исто така вредно за спомнување, што за нецели 24 часа веќе се било распродадено, така? Така, сите 50 карти, бидејќи мораме да го ограничиме бројот на гостите, сите 50 карти беа продадени за не повеќе од 24 часа. Аз сам би сакала за самиот крај да те искористам за уште еден момент. Јас во најавата кажав дека си и меѓународен судија за угостителство, тоа значи дека имаш учествуване на меѓународни надпревари, сосема логично, така? Така, да. Јас сум инаку и пиар член на Сдруженијето Гастромак, Сдруженијето на готвачи на Македонија, кое што е единственото здружение кое е примено во Светската организација на готвачи и од кај нив имам добиено, значи, дипломата и лиценцата за која што можам, значи, да се пофалам дека сум првиот од Македонија кој има таа чест да биде меѓународен судија во делот на угостителството, не во делот на готвачите и гастрономијата, туку во делот на угостителството. И што треба да поседува еден судија за да стане судија? Па имаме доста, значи, префинет вкус, истенчен. Да, значи не само вкусот, туку доволно доста е битното да биде знаењето, значи по служењето, по протоколите, да се знае многу добро протоколот, да се знае начинот на послужување, имаме нели 3 видови на послужување. Самата естетика. Она што е најкомпликувано за секој кој ќе му наредат безброј вилушки, можеби од каде се почнува протоколот, така. Протоколот, да, и на самото однесување на гостинот и келнерот и послужувачот поново. И многу интересно на тие надпревари се случуваат, значи на тој надпревар имате и готвачи, имате и што се вика послужувачи, буквално се надпреваруваме во све, има многу убави мастер-класови со некои нови јадења, со некои нови изуми. Еве сега се појавуваме во Хрватска со наш мастер-клас од Македонија, готвачите ќе спремаат на лице место ајвар. 60 килограми пиперки носиме и ќе правиме ајвар на лице место. Тоа ќе биде еден мастер-клас за подготвување на ајварот. Исто така ќе се прави мастер-клас за подготвување на нашите познати пити. Ние имаме многу убави пити, домашни пити. И тоа ќе го направиме таму. Имаме и деца од средното училиште од Крушево кои што ќе се надпреваруваат на истиот надпревар. Дел се готвачи, дел се угостители. Како е рангирана, ако можам така да кажам, нашата македонска традиционална кујна на овие меѓународни надпревари? Па можам со сигурност да кажам дека сме на многу високо ниво и имаат многу големо почитување, нарочито балканските земји, имаат многу големо почитување спрема нашите готвачи, бидејќи сме ние една од побогатите земји со природни, значи, намирници, зборам зачини, како што се мајчина душица, што многу ретко ја има. Ние имаме дивата мајчина душица, имаме нани, имаме многу богата земја со такви намирници кои што навистина за жал многу малку и ги користиме, но кај да се појават, верувајте ми дека секогаш котираат многу високо. Не зборам само за на балканските, значи надпревари, зборам па и светските. Ние сме многу поврзани со балканските земји, сме поврзани со гастрономијата. Имаме доста сличности, исто тука и турската кујна, но нашите секогаш се на некоја си помалку високо ниво и некако со многу почит и па некогаш и страв, да кажам, на тие надпревари имаат страв кога ќе кажат еве го готвачот од Македонија. Значи гастрономијата можеме да ја класифицираме некако нешто помеѓу наука и уметност, така некако? Па буквално е наука и буквално е љубов спрема тоа што го работите, како и секоја работа. Ако имате љубовта секогаш, значи стигате до тоа цел што сакате да ја постигнете. И ти како судија меѓународен, а и Аликас, колку што разбрав, ги поддржувате средните гостителски училишта. Токму на кој така. Начин? Ги поддржуваме со нормално, нели, секогаш
многу сме слаби околу делот финансискиот и тие работи, ги подржуваме така. Јас сум ментор на, значи, ја имаме и као мала мини школа, што би се рекло за келнери, за послужувачи, за шанкери, кои што работиме во нашите ресторани. Одржуваме мастер класови, ги носиме, гледаме да им помогнеме околу чини, значи све што треба кога се оди на еден надпревар. Буквално колку можеме со нашите два ресторани, со нашиот капацитет на луѓе и знаење што го имаме, да го споделиме со тие деца. Асан, ти благодарам многу на ова гостување. Дали да прашам за што е следно или е прерано за нешто следно? Сега сте фокусирани околу овој настан на 24 март, што ќе биде? Следно ќе биде уште еден рекорд, значи, тоа ќе биде септември или октомври. Ќе биде македонска вечер со сите готвачи од Македонија. Зборам, идејата ми е да биде веќе пола 50% од целата идеја завршена. Од секој град од Македонија да има по еден готвач кој што готви специфични и традиционални јадења од таа област, од кај што ќе дојде, значи, самиот готвач. Убаво. Гледаме дека не мирува Аликас, но исто така не мирува ни издавачката Куќа 3. Излезе од печат нивното најново издание. Мислам дека ова ќе е од големо значење за сите нас со оглед на тоа што станува збор за дело на Горан Стефановски. Утро ве поздравуваме од книжарницата 3, кој што само пред неколку денови го објавија новото издание на книгата од Горан Стефановски, Мала книга на стапици. Горан Стефановски, како еден од најпознатите писатели на македонската современа книжевност, е автор на едни од најпознатите македонски драми, како Диво месо и Демонот од Ебармало, но и уште многу други. Добитник на голем број награди, меѓу реномираните награди Столе Попов, 11 октомври, Војден Чернодрински и уште многу други. Но токму како издавачката Куќа 3 дојдоа до идеја да направат ново издание на оваа книга и зашто поточно станува збор за книгата, за кого е наменета, ова утро ќе разговараме со Бојан Саздов, кој што е главен и одговорен уредник во издавачкиот центар. Бојан, најпрво ќе ти посакам добро и убаво утро. Добро утро. Како дојдовте до идејата да ја реобјавите, односно да направите ново издание на оваа книга која што е издадена пред повеќе од 20 години од Горан Стефановски, токму книгата Мала книга на стапици? Да, па пред се знаете дека Горан Стефановски е едно од најголемите имиња во нашата книжевност. И како автор, пред се како драмски автор. Ние сме особени почитувачи на неговото дело, навистина ги сакаме неговите драми. И заедно со неговото семејство, но со фондацијата, со наследниците на неговите дела, разговаравме за што се може да се објави и што се може да се направи достапно за македонскиот читател, затоа што навистина сметаме дека неговите дела треба да бидат и во книжарниците и во сите домови. Едно од првите проекти кои што ги реализираме е токму оваа книга, која што е мала, но навистина значајна, бидејќи во неа Горан Стефановски буквално го истоја она своје знаење што го има за пишување, пред се за пишување на драмските текстови. Меѓутоа, ова е книга која што служи како помагало за секој кој што сака да земе пенкало рак или да почне да пишува. За тоа како да се почне со креативниот процес, меѓутоа и како да се избегнат сите замки кои што се наоѓаат на тој пат кон пишување на добро и издржано драмско дело или пак било какво друго дело. Вие прималку ми споминавте дека не е нели само едно авторско дело, туку баш е помагало за пишување, дека буквално секој кој што сака да се занимава со пишување или веќе нели пишува, дека треба да го има во своите раце и да го прочита. Да, буквално е тоа мала, но многу вредна книга. Една од идеите зад оваа наша иницијатива, односно издавањето на книгата и желбата да помогнеме. Знаеме дека има многу голем број на луѓе кои што се занимаваат со пишување, бидејќи постојано добиваме и текстови во нашата редакција. И сметаме дека книга од овој тип и
што е напишана од великанот Горан Стефановски, меѓутоа е книга која што навистина има вредни совети за тоа како да се напише, навистина ќе помогне на секој сегашен иден автор. Тоа било идејата и на Горан, меѓутоа и наша една заложба како три да помогнеме, односно да им го лесниме патот на авторите, односно на сите оние кои што го чувствуваат поривот за пишување. Тоа сметаме дека го чувствуваат многу луѓе. Да, не е нели само едно парче кое што треба да се прочита како за забава и релаксација, туку буквално може да се научи многу од него. Споминавте дека кога ја читате книгата, буквално како да ви се обраќа Горан и како да разговарате со него. Да. Буквално е како совети, како лични совети од Горан Стефановски. Кога читате книгата, како тој самиот да ви се обраќа. Бидејќи нема во неа нема ништо претенциозно. Навистина сака на наједноставен начин да го пренесе сето тоа знаење и искуство што го има стекнато низ годините и како автор и како професор по драматургија, и навистина концизно е затоа што сакал да го задржи минимум зборови, а да пренесе максимум тоа што го имал како знаење. Да, буквално неговото богато творештво секако е едно од она што е од позначајните нели за македонската современа книжевност. Кои се вашите планови за војднина? Дали можеби ќе може во книжарница 3, издавачкиот центар 3 војднина да направи и реиздание и на останатите драми и книги кои што се токму напишани од Горан Стефановски? Да, токму така. Во моментов разговараме со семејството, односно со синот на Горан Стефановски, Игор, кој што наистина е голем поддржуваш на издавачка сцена во Македонија. Работиме на тоа да видиме што се друго може да е интересно и би можело да добие формат на книга. Бидејќи Горан има и други текстови, некои се повеќе познати, некои помалку познати. Меѓутоа, можам да најавам еден сигурно многу интересен проект кој што во моментот за жал не можам да го откриам. Меѓутоа, многу кај нас има голем ентузијазам и голем интерес да се реализира. И се надевам дека следното видување ќе биде токму по тој повод. А во меѓувреме сакам да кажам дека оваа мала книга на стапици ќе инициира еден пред се ќе добие промоција во Скопје. Се надеваме дека промоцијата ќе биде во текот на овој месец. Ќе ги најавиме деталите, меѓутоа разговараме со уште еден наш голем автор, Венко Андоновски, да биде промотор на книгата, исто како автор, исто како драматург, меѓутоа и како пријател на Горан Стефановски, да ја представиме книгата, меѓутоа потоа и ако бидеме во можности да направиме серија предавања, односно дел практични примени на оваа книга и на крајот се надам ќе вроди тоа со некаков драмски текст кој што ќе биде задоволство за секој. Добро, ние пред официјалната нели промоција на книгата, сепак ќе си направиме утринска промоција во Добро утро секое утро, но што е содржината, еве малку накратко од мала книга на стапици, што можете да ни откриете? Вака, книгата е концепирана околу главните прашања во составување на драмскиот текст и на текстот воопшто. Значи, секој што пишува треба да се ги постави прашањата кој, каде, зошто, како, што, и токму преку тие поглавја Горан Стефановски дава и собствени примери, меѓутоа и примери за тоа како треба да се избегнат некои слепи пати кои се може да одведат авторот кон тоа да доживее креативна блокада, да речеме. И полека преку советите кога ќе одговори авторот на сите тие прашања, на крајот може да добие едно финално заокружена целина на текст кој што понатаму бил и веројатно би бил добар и за објавување, меѓутоа најважно да биде поставен и на сцената. Да, Бојана, навистина е за поздрав, ова што еве вие први нели го објавивте ова дело, мала книга на стапици, односно ја реобјавивте книгата која што е издадена уште во 2003 година и се надевам дека ќе продолжите нели понатаму како што споминавте со вашите планови да реиздавате и да објавувате еве и нешто што досега можеби немале можност читателите и публиката да го сретнат и да го прочитаат токму од нашиот најголем творец драмски Горан Стефановски. Се надевам и јас и благодарам за интересот и за поддршката.
Мала книга на стапици е буквално една мала книгичка која што сите оние кои што се занимаваат со пишување, тука ќе ги поздравам нели колегите новинари, затоа што навистина не само дека е книга која што ќе ве релаксира и не е наменета нели само за оние кои што сакаат да се занимаваат и се занимаваат со драма и со драматургија, туку буквално секој оној кој што сака да напише некаков убав и квалитетен текст, токму треба да си ја земе и да се има во своите раце мала книга на стапици, која што можете да ја најдете во книжарницата 3. И крајот на ова денешно издание ќе го поминеме заедно со нашата гостинка од Неуромедика, докторка, поточно стоматолог Наташа Доргут Трајковска. Добро ви утро, докторке. Добро ве најдов. Темата е стоматолошки интервенции под општа анестезија. Точно така. Ајде прво да си ја дефинираме, подобјасниме самата тема. Што представува тоа? Во нормалното секојдневно стоматолошко работење, интервенциите најчесто ги извршуваме под локална анестезија или без незе, во зависност од комплексноста на самата интервенција, каква болка очекуваме да имаме. Затоа би објаснила што представува прво локална анестезија. Тоа е состојба кога во дадена зона ние аплицираме медикамент, односно анестетик, и се обезболува само едно мало место, што значи дека тоа место е обезболено, меѓутоа пациентот е со задржана свест. Значи тој е свесен за се што правиме. И ги слуша звуци непријатни кои што сите ги мразиме. Точно, сите тие убави звуци ги слуша. Општата анестезија пак е една сосема поразлична состојба. Тоа е состојба во која пациентот ја губи својата свест, се губи болката, телото е релаксирано, што значи дека се наоѓа во една состојба на мирување, односно длабок сон. И од овде би кажала дека стоматолошки интервенции под општа анестезија представува состојба во која пациентот мирува, а ние ги извршуваме сите можни интервенции во тоа забало кои што се неопходни за тој пациент. Кај кои пациенти, во кој случај е потребна и неопходна, еве да речеме, општата анестезија? Општата анестезија. Многу често стоматологијата, пациентите и незините интервенции ги доживуваат со малку поголем стрес, со некаква нелагодност, па заради тоа би почнала од оваа прва категорија на пациенти. Тоа се пациентите кои што имаат силно изразен стрес од стоматолошки интервенции. Оваа категорија на пациенти најчесто имаат многу мал праг на доживување на болка, значи мал праг на дразби, што значи одењето на стоматолог го доживуваат со многу голем страв, па дури и панични напади. Оваа категорија на пациенти понекогаш дури и звукот од нашите инструменти, како што рековте, од машините го доживуваат со екстремен страв, се плашат од боцкање од игли. Така да ако ние не успееме да најдеме некаков начин заедно да го преодолееме тој страв, за да можеме да ги сработиме сите интервенции кои се неопходни кај нив, немаме друго решение освен да работиме под општа анестезија. Значи ова е таа една прва група на пациенти. Друга група на пациенти се, да кажеме, лицата со попречености во развојот. Оваа категорија на лица се малку по-сензитивни, кога се надвор од својата секојдневна средина во која се навикнати, хиперактивни, некоординирани понекогаш во своето однесување, што значи дека навистина за секој пациент е предизвик да се работи со оваа категорија на пациенти и поради тоа морам да кажам дека тие се една друга категорија која што е убаво интервенциите да се изведуваат под општа анестезија. Овде ќе ги вклучиме и малите деца кои што воопшто не соработуваат. Сега, за да кажеме нешто повеќе за нив, јас би тргнала малку советодавно кон нашите гледачи и би објаснила кога е најдобро првите контакти со стоматолог да ги има. Сметам дека најдобро е детенцето кога ќе почне да му се појавуваат млечните запчиња, во тој период од 6 месеци до кај 2 години, прв пат да дојде и да посети стоматолошка ординација.
така и родителите ќе добијат совет како правилно да ги одржуваат запчињата, како да биде таа хигиена, а пак децата ќе го запамтат то присуство овде како едно позитивно искуство, без некаков страв. Доколку доаѓањето на стоматолог е проследено со болка, значи причината е некаква посилна болка која што ја имале пациентите, односно дечињата, тогаш сакале или не, тие запамтуваат како едно лошо искуство. Јас во моето секојдневно работење сум работела со многу малецки дечиња, да кажеме уште од 3 годишна возраст, па сме успевале да најдеме заеднички јазик за да ги санираме сите запчиња. Меѓутоа, сепак постои една мала категорија на пациентчиња кои што воопшто не соработуваат. Значи, не се дозволува да се отвори уста, не дозволува да се стави локален анестетик за да биде безболна интервенцијата. Имаат многу разрушени запчиња, силно деструирани, кои што отекуваат, прават чести инфекции, прават силни болки, неспани ноќи кај родителите. И таа категорија на пациентчиња, за жал, не можеме да ја сработиме по друг начин, освен да планираме интервенцијата да биде под општа анестезија. Во друга категорија би ги вклучила и лицата кои што се алергични на локални анестетици. Доколку некој пациент во својот живот при стоматолошка интервенција доживеал некоја алергиска реакција при аплицирањето на некој од анестетиците, тогаш со тие пациенти малку попредпазливо работиме. Колку се тие чести? Па во последно време почна почесто да се јавуваат такви пациенти, дури и пациенти кои што некогаш во животот доживеале анафилактичен шок како резултат на тоа една малку по-озбилна алергиска реакција од аплицирање на локален анестетик, и тогаш кај тој тип на пациенти ние правиме најнапред алерготестови. Целта со алерготестовите е да откриеме на кои се категории анестетици реагираат, затоа што ние имаме различни групи на анестетици и доколку истите тестови покажат дека пациентите се позитивни на сите, тогаш во тој случај интервенциите, ако се захтевни, значи пример ние не можеме да извадиме зап на пациент без да му аплицираме анестетик, тогаш сакале или не, правиме план истите интервенции да се извршат под општа анестезија. И како последна категорија на група пациенти, тука би ја вклучиле едни подолги хируршки интервенции, кои што траат доста долго, пациентите не се во можност да ги издржат. Овде би ги вклучила, еве да кажеме, сите интервенции од максилофацијалната хирургија, одстранување на некои туморни процеси, од орално-хируршките интервенции, јас би ги вклучила вадењето на импактираните умници, тоа се последните заби, кои што се лошо позиционирани, а поминуваат низ некои важни анатомски структури, и во таа ситуација пациентите не би биле мирни за да може самиот доктор да ја сработи квалитетно интервенцијата, и во таа ситуација е најдобро да се планира истата да биде извршена под општа анестезија. Тоа би биле од прилика тие категории на пациенти. Она што мислам дека е важно да се напомене дека општата анестезија не може да се изврши во обична ординација. Што е неопходно, како треба да биде опремена за да може? Така е. Нашата болница Невромедика, и морам овде да го поздравам нашиот директор, доктор Емил Угриновски, како мој колега, орален хирург, кога ја градел болницата, навистина размислувал на светско ниво, и самата стоматолошка ординација има направено така што има доводи за сите неопходни работи да може, посебно машината која што е за работење под општа анестезија на анестезиолошкиот тим, да биде донесена во нашата ординација и пациентите да може да бидат сработени овде. Во работата на еден ваква интервенција, секогаш учествува еден малку поголем тим. Тој тим е составен од анестезиолог, доктор анестезиолог, кој што ја предводи целата интервенција, и еден стоматолошки тим кој што е составен од стоматолог, орален хирург и секако помошниот персонал, медицински сестри кои што асистираат.
И така ние здружно успеваме тимски да санираме се што е неопходно во устата на еден пациент, значи се што треба да се сработи во тој еден ден. Јас утринава кога ве најавив и соопштив на гледачите дека ќе на некој начин ќе не прошетате низ целата постапка. Како се изведува од моментот кога ќе биде примен пациентот? Така. Првиот ден кога пациентот ќе одлучи да дојде кај нас, правиме еден консултативен разговор и еден детален клинички преглед. Најнапред ние стоматолозите, јас како стоматолог и колегата, оралниот хирург, доктор Борче Попов, за да можеме точно да утврдиме каква е состојбата во устната шуплина. Се прават детални анализи на рентген снимки, евентуално ако треба 3D снимки, за да може да се направи еден точен план како би одела целата постапка. Во таа прва посета пациентот ќе биде прегледан и од доктор анестезиолог, кој што зема една подетална анамнеза за сегашната состојба на пациентот, значи минати заболувања, каква хронична терапија прима, дали прима, значи дали имала алергии, лабораториските наоди, значи од крвните слики се анализираат и сето тоа како една голема информација, анестезиологот наш одлучува дали пациентот е во добра состојба здравствена, за да може да биде подложен на ваква интервенција или не. Дополнително, ако треба, се назначуваат и дополнителни анализи, се со цел да биде пациентот подготвен. Ако докторот анестезиолог даде дозвола дека е способен пациентот, може да биде подложен под општа анестезија, ние правиме термин кога истата би била извршена. Сега, еден ден пред самата интервенција, повторно пациентот се прегледува, упаво, детална анализа правиме, за да може и на него, пак и на членовите од неговата фамилија, доколку станува збор за лица со попречености во развојот, да се направи една план и да им се објасни како ќе оди целата постапка. Денот, кога одлучуваме да биде интервенцијата, значи пациентот се впушта во општа анестезија, се воведува и од кога тој ќе биде во една мирна, заспана состојба, ние полека по полека започнуваме да ги извршуваме стоматолошките интервенции. По кој редослед? Што се започнува? Најнапред започнуваме со чистење на забен камен. Тој представува една жолтеникава структура која се таложи по забите и за жал само со четка и со паста е малку потешко да се отстрани и затоа почнуваме од наједноставните постапки. Значи најнапред се чисти забниот камен, убаво се полираат забите, затоа што мора да имаме еден здрав пародонт, да имаме понатаму и здрави заби. Продолжуваме после понатаму со чистење на сите кариозни заби, значи се отстрануваат сите кариозни дефекти во устата на пациентот и истите се заполнуваат со високо естетски нанокомпозитни пломби. И на крај интервенцијата завршуваме со хируршките постапки. Се што било многу силно деструирано, значи инфицирани заби, заостанати корени, импактирани, односно заглавени заби, сите тие заби на крај полека едно по едно се вадат и така ја завршуваме постапката. Потоа пациентот полека се буди, се вади од таа состојба на општа анестезија и се префрла во болничкиот дел на нашата болница, каде што... Само да потпишам, за сето тоа време се мониторираат основните функции, предпоставувам, така? Од моментот кога пациентот ќе биде воведен во општа анестезија, докторот анестезиолог со неговиот тим е константно овде, цело време се мониторираат сите животни функции на пациентот, значи не и да се случи минимални отстапувања, овде е секогаш присутен колегата за да може да се реагира на време, така да пациентите се секогаш заштитени и нивната безбедност е и нашето најглавно мото, морам да признам. Од кога ќе биде разбуден пациентот, тој се враќа, се препраќа во болничкиот дел и овде е на мониторинг околу неколку часа, значи 2, 3, 5 часа. Се зависи од состојбата, дали било претходно многу долга интервенцијата, дали била пократка интервенцијата
и константно е под мониторинг од страна на медицински тим. Пациентот во истиот ден или во најмногу наредниот ден си заминува од нашата болница со целосно санирана устна шуплина и здрави зъби. Истиот ден, значи уште си Да, уште истиот ден пациентот си заминува. Доктор, ке се оглед на тоа што сите категории пациенти што ги наброивте од одредени причини ретко одат на стоматолог, што значи сега се насобрани многу работи што треба да се направат за оваа интервенција. Доколку може да трае една таква интервенцијата трае се додека е неопходно. Колку е било, да речеме, вам максимумот? Па се случило околу 3 до 4 часа да трае најмаксималната интервенција. Целото забало го фаќате тогаш, така да? Еве ќе напомнам, во некои од случаите ни се случило да имаме пациент во кој треба да извадиме 8 до 10 заба, околу 15 заби да бидат пломбирани, лекувани. Значи, тоа е еден помак отрпен процес, што значи целото забало, буквално целото забало е санирано од почеток до крај и оваа група пациенти која што веќе поминала на ваква интервенција, предпоставуваме со редовно одржување на оралната хигиена, би требало наредните 5 години да немаат апсолутно никакви проблеми, а можеби и повеќе. Но сето тоа зависи пак и како ќе се одржува оралната хигиена. Кај лицата кои што се со попречености во развојот, морам да кажам повторно таму хигиената е малку на пониско ниво. Самите лица и самите деца малку потешко одржуваат хигиена. Терапијата која што тие ја користат, некои од медикаментите, за жал... Го нарушува здравјето на зъбите, Така, го нарушува и здравјето на зъбите, зъбите им се полесно кршливи, така да и нивните родители колку и да се трудат убаво да ги одржуваат зъбчињата, значи да помагаат во одржувањето на зъбите, сепак имаат потреба од детална санација после извесен период од време. Бидејќи ги споменавте родителите, дали тие смеат за време на ваква интервенција да бидат во просторијата, во салата? Во самата сала. Обично родителите како такви се секогаш почувствителни кон своите деца, кон своите или самите старатели, така да секогаш предпочитаме нивното место да биде во чекалната, за да можеме убаво, лежерно да ја извршиме интервенцијата. Меѓутоа, во моментите кога пациентот што сме го работеле почнува да се буди, значи го вадиме од состојба на општа анестезија, задолжително повикуваме еден од родителите или старателите да биде присутен во самата сала и во моментот кога пациентот ќе се разбуди, првиот лик да биде еден познат лик, односно лик на својот родител, и така самите пациенти се помирни. Кај дечињата, значи, пошто тие се малку по-нежни и ова за нив е доста стресна работа, им дозволуваме на родителите и во самиот почеток, пред да биде воведен во општа анестезија детенцето, да бидат присутни овде, за да може да бидат помирни и поспокојни децата. Инаку, по време на целата интервенција не е дозволено, затоа што пациентот реално е во состојба на мирување, во еден длабок сон и родителот само дополнително би се вознемирувал. Не секој може да ја издржи таа гледка. Да, не секој е во состојба да ја издржи таа гледка и поради тоа е најдобро нивното место да биде во нашите чекални. Она што и лаик, како мене, може да заклучи од целиот овој разговор, дека сепак вакви интервенции без општа анестезија не би биле возможни. Да. Што значи, ги споменавме предностите, ајде сега малку да свртиме на другата страна. Кои се ризиците, односно дали има ризици? Новите медикаменти кои што се користат за општа анестезија или за обезболување во општата анестезија се навистина со многу мал ризик и овде морам да напоменам дека скоро и да нема ризик,
Обично, кога пациентот е под општа анестезија, како што веќе напоменавме, е на постојан мониторинг и овде се следат сите негови животни функции, што значи од тој аспект пациентот е заштитен. Понекогаш знае да се случи, кога ќе се разводат пациентите од општа анестезија, да има некои мали несакани состојби кои што поминуваат во рок од неколку часови. Тоа се најчесто нагон за гадење, нагон за повраќање, некаква мускулна болка, мало треперење на телото, но се тоа реакции од самата анестезија и поминуваат во рок од неколку часа. Ништо поради кој што треба да бидат загрижени. Не, тоа не се состојби поради кои треба да бидат загрижени лицата кои што би одлучиле за ваква интервенција. Но пак од друга страна предноста е навистина многу голема, како што веќе ја напоменавме, затоа што во рок од еден ден, ќе напоменам кај лицата со попречености во развојот или пак лицата кои што имат навистина силно изразен страв од стоматолошкиве интервенции и малтене не ни сакаат да не посетат. Во таа ситуација за еден ден ние успеваме да санираме цело забало. Значи, се што може да се санира наредниве месеци, може би цела година, пациентите успеваат да го санираат во рок од еден ден и до крајот на тој ден да си заминат дома, така да сметам дека предноста е навистина доста голема од ваквиот тип на интервенции. Докторке, многу ви благодарам што вака успешно ние доловивте целата постапка, просто да посака човек да ве посети. И вас и вашите колеги од Неуромедика. Им благодарам и на сите гледачи кои што ова утро беа со нас и како станете со Алфа телевизија, следуваат најновите вести. Многу научни и медицински студии го потврдуваат значењето на омега-3 масните киселини за нашето тело. Тие влијаат на нашето севкупно здравје, го одржуваат нормалното функционирање на организмот и го намалуваат ризикот од заболувањата. Редовното консумирање на овие масни киселини го намалува и ризикот од кардиоваскуларни болести, заболување на црниот дроб, бубрезите, очите и нервниот систем. Освен тоа, тие се корисни и за здравјето на коските, ги намалуваат воспалителните процеси и го јакнат имунитетот. Дневниот внес на омега-3 масните киселини зависи од здравствената состојба, од здравјето и од полот. Ова се трите состојки кои содржат најмногу омега-3 масни киселини. Морската риба и морските плодови. Тие се на прво место на листата. Во нив се наоѓаат активни компоненти на овие масни киселини, кои телото брзо ги апсорбира и носи максимална корист. Најзначајниот дел од омега-3 масните киселини се наоѓа во рибиното масло. Сепак, важно е рибата и плодовите да се квалитетни. Ленено семе. Втор на листата е ленот, кој можете да го додадете во сите видови јадења. Неговото семе и масло се многу корисни за имунолошкиот систем, во борбата против воспаленијата, како и за целокупното здравје. Морски алги. Морските алги се корисна и добра замена за оние кои не јадат риба. Тие помагаат во брзото варење на храната, го чистат телото од токсини и го подобруваат имунитетот, што е особено важно во текот на есенските и зимските денови. Доколку сакате да внесувате повеќе омега-3 масни киселини во текот на денот, ви ги препорачуваме и оревите и чија семето.